se plaši Makedonijo na ovoj beli steze. Živne krize leze Makedonijo, ti ostala krov. Zemljo Makedonijo, колку нема. Ајде уште погласно. Така е. Тука сме сите за подобар македонски брод. Нека слушне македонски брод. Нека го слушне вашиот глас. Нека ги чуе македонски брод вашите зборови. Затоа што вечерва сме тука заедно. Во еден глас да кажеме дека на македонците се борат за своите правдини. Македонците се борат за своите правдини. Одново сега знамето се на Крушевската република. За Гоце Делчев Питугули, Даме Груев Сандански. За Гоце Делчев Питугули, Даме Груев Сандански. За феста да видиме расте и забија. Земја под нозете твој, со крв и солзи натопена е. Јунаци славни што паднале вој, засекни и слободни да сме. Сега на тебе и мене е ред, со честен труд да е образот чист, спремни од себе да дадеме се. Heroјsко време да напише нов лист. Напред, од срце пушти глас. Напред, о иднина со нас. Напред, знаме победничко, надда се велико сонце високо. Ова е борба до последен здих, за ново утре и спокојни дни. За нашите деца да створиме свет, уште посрекни слободни да се. Сега на тебе и мене е ред, со честен труд да е образот чист, спремни од себе да дадеме се. Heroјsко време да напише нов лист. Напред, од срце пушти глас, на себе. Работа за неја ја сакаат со дела и затоа народот на Македонија избира дела. Драги пријатели, а за дела е потребен тим
на способни, честни и принципиални луѓе. Ние имаме таков тим за победи и успеси, луѓе кои ќе го предводат развојот и напредокот. Ги повикувам да ни се придружат на сцена луѓето кои ќе бидат дел од успехот, дел од победата на овие локални избори, кандидатите за советници на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Заедно, силни и сплотени, успеавме да надминеме големи препреки и да направиме многу. Единството е нашата енергија, нескршлива сила. Се соочувавме со големи предизвици, но никогаш не се откажавме. Затоа денес можеме да ве погледнеме право во очи и да ви кажеме дека Македонија ја сакаме со дела. Еден огромен аплауз за најголемата победничка коалиција било кога создадена во независна Македонија. Коалиција Македонски Брод. Добро вечер, драги жители на Македонски Брод. Добро вечер за ВМРО ДПМН. Добро вечер за коалицијата за подобра Македонија. Кога гледам препон плоштад, морам да ви кажам дека чувствувам неизмерна среќа. Дека поддршката на граѓаните за политиките на ВМРО ДПМН, како на централно, така и на локално ниво, уживаат силна поддршка од граѓаните. Вие сте основниот чинител на демократијата. Од тука, вашата доверба и поддршка е значајна да продолжиме во нашата посветена работа, во честниот и одговорниот пристап кон работите кои се од јавен интерес, а кои што се однесуваат пред се на секојдневните проблеми и предизвици со кои што се соочуваат граѓаните. ВМРО ДПМН е политичка партија која по многу работи е авангарда на политичката сцена во Македонија. Ние бевме првата партија која пред граѓаните излезе со конкретна програма, со конкретни рокови, со конкретни проекти, со конкретна динамика за нивно исполнување, со конкретна финансиска конструкција. Политичар од ВМРО ДПМН не говори празни зборови. Не ветува она што не може да го оствари. Затоа пред граѓаните искачаме, излегуваме со конкретна програма, напишана да може секој од Македонски Брод е Милосив Војневски, актуелниот и стидниот градоначалник на Македонски Брод. Затоа што вие, граѓаните на Македонски Брод, заслужувате конкретни дела, заслужувате реализација на конкретни проекти. Затоа велиме, изберете дела. Македонија се сака со дела, се сака со работа, се сака со труд, се сака со посветеност и со проекти и реформи, за работа со сопствениот народ и со пожртвуваност. Македонија се сака со дела. Македонски Брод се сака со на овие локални избори е рефлексија на вашите желби и потреби. Нашата програма е испишана преку вашите идеи и проекти. Токму поради тоа, таа е ваше дело. А Македонија се сака со дела. Верувам дека во ВМРО ДПМН препознавте искреност, исто како и јас. Препознавте можност за напредок, можност за остварување на ветеното, можност за тимска работа и ферплей. Ве убедувам дека вашиот глас, даден за советничката листа на ВМРО ДПМН за општина Македонски Брод, нема да биде изгубен. А јас како носител на истата, ве уверувам дека наредните 4 години ќе се работи со полна пареја. Ќе се работи посветено рачен. Оваа програма е правена со месеци и месеци. Зад неја стојат принципите и образот на ВМРО ДПМН. Токму затоа стоиме гордо пред вас. Поштувани сограѓани, вие сте тие кои гласате на овие избори и со вашиот глас давате мандат на следните советници во општина Македонски Брод. Со заокружување на бројот 4 на гласачкото личе. Секој граѓанин правилно одлучува кој ќе ја води општината, какви проекти ќе се спроведат во наредните години, како ќе се трошат вашите пари. Изборот е ваш. Народот гласа, народот добива. Македонски Брод избира дела. Македонски Брод ќе добие дела. Да живее ВМРО ДПМН, да живее Република Македонија.
се приклучи човекот кој секогаш стои зад кажаниот збор, кој е секогаш отворен за нови идеи и предлози од страна на граѓаните. Човек со визија, почит и огромна љубов за својата општина. Човек со неумерен дух и честност. Човек кој гради и ќе гради дела. Кандидатот за градоначалник на општина Македонски Брод, господин Милосив Војнески. Добро вечер за Македонски Брод, добро вечер за сите поречани. Почитувани министри во владата на Република Македонија, почитувани пратеници, почитувани сограѓани. Овде сум пред вас за со гордост и задоволство да дадам отчет за сработеното во изминатите 8 години. Период низ кој заедно со вас го трасиравме патот и креиравме нови идеи за подобар Македонски Брод. Нашите заеднички средби, дружења и разговори резултира со денешниот нов изглед на нашето место. Концептот о кој работев беше домаќински, одговорно, транспарентно. Работењето на локалната самоуправа доби нови насоки за срдечно и отворено перципирање на потребите на граѓаните. Максимално се вложувавме во изградбата за современ изглед на нашата општина преку проекти од областа на инфраструктурата, изградба на улици и локални патишта, водоводни и канализациони мрежи, повеќе простор каде што нашите деца безбрижно ќе растат и ќе се развиваат, напредуваат и ќе ги остваруваат своите цели и успеси. Од областа на просторното и урбанистичко планирање ги донесовме деталните урбанистички планови за блок 1, 2, 3 и 4 во Македонски Брод. Направени се измени и дополни на урбанистичките планови за туристичките населби покрај езерото Козјак, изработени се повеќе локални урбанистички плански документации за неколку локации кои се од инвестицијско и развојно значење на нашето окружение на реката Треска од централното градско подрачје. Од областа на комуналните дејности исто така би ги издвоил поплочувањето и асфалтирањето на повеќе улици и тротоари во урбаната населба Македонски Брод, потоа изградбата на локалните патишта за село Горно Крушје и село Лупште, а во тек на реализација е и патот за село Калуѓево. Асфалтирана е улица во село Требино и уреден е канал за одведување на атмосферски води во истото село. Изградени се локални водоводи во селата Русијаци, Дреново, Инче, Василковци, Растеж и Волче, а извршени се зафати и во село Брезница и село Грешница. Во Македонски Брод е извршена реконструкција на водоводната мрежа со што азбестно-цементните цевки се заменети со полиетиленски. Во Македонски Брод изградивме пешачки мост на реката Треска, а исто така изградивме мостови и во село Самоков, село Манастирец и село Слатина. Од областа на локалниот економски развој ќе ја истакнам реализацијата на форумските процеси со кој општината добила буџет во мерка на граѓаните. Потоа, континуираната подршка и соработката со невладиниот сектор, па така заедно со еколошкото друштво Треска од нашиот град ја изградевме патеката кон пештерата Пешна, а со тоа го направивме првиот чекор кон уредувањето на оваа туристичка атрактивна локација и нејзино промовирање. Изработивме промотивни печатени и видеоматеријали и извршивме урбанизација на индустријската развојна зона
во деталниот урбанистички план за блок 1 во Македонски Брод. Во контекст на останатите области во надлежност на локалната самоуправа, во соработка со владата на Република Македонија и Агенцијата за млади и спорт, изградени се 2 спортски сали, фудбалскиот стадион во Македонски Брод, игралиштето за мал фудбал во новата населба во Македонски Брод и комбинираното игралиште во село Брест, а реконструирани се и спортските терени во кругот на гимназијата. За најмладите изградивме 3 детски игралишта. Беа превземени и други активности како што се реконструкција на крововите на основното и средното училиште, детската градинка, домот на културата, како и на општинската зграда на која е обновена и фасадата. А да споменеме дека беше обновена и старата дограма на основното училиште и детската градинка. Не застануваме тука. Моите помошни определи и продолжуватители во насока на главниот печар на стопанскиот развој на општината. Во нашата изборна програма за 2013 до 2017 година, која е изработена заедно со владата на Република Македонија, може да забележите дека заложбите се насочени кон како прва најприоритетна област локалниот економски развој, кој ќе биде во насока на промоција на ресурсите со кој располага општината, а особено на индустријската зона, која ќе возможи привлеќување на инвеститори, што пак носи отварање на нови работни места, создавање на конкурентни предности и поттик на развојот на мали и средни предпријатија. Потоа во областа на образованието и науката, во смисла на осовременување и унапредување на квалитетот на воспитно-образовниот процес, како и стимулирање преку стипендирање на најдобрите ученици и студенти од општината. Преку изградбата на повеќе наменски игралишта и игралишта за тенис, ја допираме областа за развој на спортот и младите. Со предвидените проекти од областа на информатичкиот развој ќе се даде поттик за унапредување на информатичката писменост, што е паралелно со економскиот, културен и социјален напредок. Урбанизмот и животната средина се еден од високите приоритети во нашата програма, кои со планираните проекти значајно допринесуваат за современо уреден простор и здрава животна средина. Опраска наша е да чуваме животната средина. За нашите гости сакам да кажам, оваа година ја добивме наградата Зелено јаболко како еколошки најчиста општина во Република Македонија. Проектите предвидени во областа на комуналните работи и инфраструктурата се насочени кон функционална и уредена комунална инфраструктура, која е предуслов за развој и напредок на сите други општествени области. Од областа на земјоделството посебен акцент ќе биде ставен на поддршката и развој на земјоделството преку одлуки и едукација и помагање во изработката на постоечката индустријска зона, изградба на пристапни улици до туристичките населби, асфалтирање на улици во село Самокол, изградба на водовод за село Горно Цркле, каде ќе се приклучат и село Инче и манастирот Света Богородица, изградба на водоснабдителна мрежа во туристичките населби Дунје и Долна Белица и реализација на проекти за водоснабдување на селата Слатина, Калуѓерец, Латово и населба Клизанска. Денес со јасна визија и конкретни проекти за кои максимално ќе ги вложам своите напори и расположиви капацитети од вас, мои сограѓани, ја барам безрезервната поддршка и доверба за да продолжим онамо каде што да станаме, да ги продолжиме нашите заеднички дела, да дадеме сјај на
нашето природно и културно богатство, општина Македонски Брод да стане социјално-економски и културно развиена општина со модерна, регионална и локална инфраструктура, брендирани еколошки здрави производи и афирмирање на традиционалните културни вредности, која ќе биде отворена во Републиката и многу пошироко. Од вас ја барам и поддршката за листата на советници на ВМРО ДПМН, бидејќи за да ја реализираме нашата програма, потребен е добар и квалитетен тим. Сакам да кажам дека оваа програма ќе биде само еден дел од нашите дела. Правена е по препорака на премиерот, само колку што имаме средства во моментот да се внесат во оваа програма. Ви ветувам уште толку дека ќе изградиме за овие 4 години и ќе го подобриме животот во Македонски Брод. Изберете дела, Македонски Брод се сака со дела. Да живее ВМРО ДПМН, да живее Република Македонија. И благодарам. Ти да си не здрав и жив, кажи му.